Мислам дека ова што ни се случува денеска во парламентот всушност е само одраз на се она што представува апсурд во нашето општество. Апсурдот на непостоење вистински на парламентот како највисоко законодавно тело, што го покажа и потребата од партиско договарање за најбитните работи, партиски градења на одредени параметри, партиско заклучување дека ни се потребни посебни структури кои што ќе бидат придодадени на самиот систем, наместо да се употребат телата, институциите кои што по логиката на нештата би требало да ги донесат овие решенија и каде што би требало да се водат овие расправи. И доведени сме во ситуација телото кое што е прогласено за неспособно да води расправа и да донесе соодветни решенија кои што би можеле да ја извлечат Македонија од политичката и правната криза, сега да биде тело пред кое што треба да дава отчет еден орган, како што е специјалното јавно обвинителство, односно да ги правда своите постапки и да ги објаснува своите постапки. Многу беше за очекување и многу јасно дека ќе дојде до една ваква ситуација кога луѓето како заради посебни своји фрустрации, така и заради енормната партизираност и партиската наредба, всушност ќе се обидат да ја подкопаат, да ја разнишаат независноста токму на оваа институција која што е замислена како нешто кое што би требало да го започни процесот на разрешување на политичката и правната криза. На социјалните мрежи се заговара протест за поддршка на СЈО. Дали во оваа фаза сметате дека повторно треба активирање на граѓански активизам и граѓански протести? Лично мислам дека во ниту еден момент не треба да запри граѓанскиот активизам. Сметам дека граѓаните уште на почетокот кога започнаа преговорите рекоа дека будно ќе следат се што се случува и дека ќе реагираат секогаш кога ќе забележат дека постои било закочување или дезавуирање на процесот. Во моментов она што го гледаме како наводна расправа за извештајот на СЈО, а кое што всушност воопшто не се занимава со самиот извештај, туку се обидува само на лична основа да дезавуира една или повеќе личности, мора граѓанскиот сектор да реагира, односно мора да ги врати во колосек работите. Најкратко, оценката, дали напредуваме со реализацијата на Пражинскиот договор и создавање услови за предвремени избори? Медиуми, СЈО, ДИК. Мислам дека многу малку напредуваме, мислам дека многу се мали незначителни поместувањата, меѓутоа имајќи го предвид долгиот период на зачмајаност, секое поместување, па и она милиметарско поместување, многу го ценам и мислам дека треба да продолжиме во таа насока. Ќе имаме избори? Тоа навистина не би можела да го кажам. Сметам дека треба да има избори, дури и независно од тоа дали се или не се исполнети сите услови, заради тоа што мора да се направи некакво придвижување за да излеземе од рововите во кои што во моментов сме закопани.